На последниот ден од своето председавање со Европската Унија, Франција го достави предлогот за надминување на спорот меѓу Северна Македонија и Бугарија. Информацијата ја потврди и владата, велејќи дека преку Министерството за надворешни работи од француското председателство пристигнало предлог со идеи кои се однесуваат и на македонските позиции и ставови. Ова представува основа за отворање на широк консултативен процес, најпрво во владата и коалициските партнери, а потоа и со председателот на државата, со парламентот и со опозицијата, како и со граѓанскиот сектор, експертската и севкупната јавност во земјава. Како што ветивме, одлуката за нашата иднина ќе ја донесеме заеднички мериторно, согласно стратешките интереси на земјата и на сите нејзини граѓани, пишува во кусото соопштение од владата. Пред владата да го објави соопштението, францускиот председател Емануел Макрон на пресконференција во Мадрид, каде се одржува НАТО самитот, обелодени дека е изготвен документ за кој рече дека е уверен дека представува компромисно решение. Et c'est l'un des derniers actes de cette présidence française de l'Union européenne, les échanges avec la Bulgarie et la Macédoine du Nord. За прашањето на пристапувањето на Северна Македонија ги продолживме нашите консултации со македонските и бугарските власти, зашто нашата заложба за европската перспектива на Западниот Балкан е да можеме да ги отвориме првите поглавја за Северна Македонија и Албанија. Врз основа на овие консултации, уверен сум дека најдовме компромисно решение кое одговара на сензибилитетот на секој, во интерес на Бугарија и на Северна Македонија, прифатлив за сите. За ова има консултации во Скопје. Ова решение носи безбедност, предвидливост и сигурност за надминување на споровите наследени од минатото. Чекорот позитивно го оцени председателот на Советот на Европската Унија Шарл Мишел. Го поздравувам француското председателство и решението за договор што ќе го отвори патот кон отворање пристапни разговори со Северна Македонија. Решението ги опфаќа и изнесените грижи. Поблиску сме до решение од кога и да било. Сега е време да се каже да, напиша Мишел на Твитер. Сега на потек се македонските власти кои најавија широки консултации за содржината на овој документ од Париз. Минатата недела, претходниот француски предлог во формата во каква што беше доставен, Северна Македонија го оцени за неприфатлив. Тогаш официјално Скопје порача дека е подготвено да размислува за верзија на документот, само ако во него се вградат клучни елементи: чиста формулација за македонскиот јазик во преговарачката рамка, заштита на македонскиот идентитет, историските прашања да не бидат критериум во рамката и преговорите да почнат пред промените на уставот и вметнувањето на бугарите во преамбулата. Дали овие барања се вметнати во овој француски предлог, допрва ќе се види. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.